Динков. Благодарам. Почитуван заменик министер, вака прво не бевте на комисијата, вашиот заменик министер уста не отвори, прифаќам, не прифаќам, оке, завршена работа. Јас ви кажав дека по наше барење, ако не бевме ние, ви немаше да прифатите. Ние реагиравме амандмански дека сахарозата треба да се тргне. И реков дека се реагира во ширата. И точно, значи, може би не ме слушате добро, се става концентрирана шира во виното, така? Сега, доколку не реагиравме, вие немаше да прифатите ово да се случи. Меѓутоа, лошата година, кога е лоша година за едните, треба да биде и за другите. Ние бараме и тука изедначуваме. Зошто производителите да не ги ставиме во лошата година, ако е лоша година? И второ, се работи за 2/3, како што велите, од производството или само ако во случај две најголеми наши винари имат таа можност и они би одлучиле. Меѓутоа, знаете што е најголемиот проблем? Вашата политика дозволи 4 винари да не работат, да не откупуваат, а всушност една повардарија доди под стечај. Сега, кој е виновен и зошто во ово време, не знам. Вие треба да водите сметка, а на крај краишта граѓаните ќе се изјаснат на 12 април. Благодарам.